Архивата на Кумановскиот суд, каде се чуваат старите предмети, ја пеплоса пожар. Повредени нема, а како се случило да изгорат подрумските простории на судот сред Куманово, никој се уште не знае. Се бориме со огнот. Исто така од архивата, од книгите, потфатени се и електричните кабли и цевките кои се за вода и за парно. Тие цевки се обложени со заштитна гума и гумата прави дополнителен проблем. Точно кои стари предмети се не можам да ви кажам, пошто дури кога ќе влеземе таму, до кај и што е ќе можам да ви одговорам. Тоа не се предметите кои се во теква работа. Веројатно ќе се појавува проблем ако странка го бара, да го се копира, да го најде, старија го нема. Ќе има процедура, тоа ќе биде тешко и комплицирано, нема да биде едноставно. За министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој што доаѓа од Куманово, клучен е увидот. Ние активиравме сите служби, замина и началници и раководители од Одделот за криминалистички и технички испитувања и вештачења од Скопје, се со цел за да може да се направи увид и да видиме кои се причините и што точно е зафатено со пожарот. Од ВМРО ДПМН е пак денеска велат дека пожарот кој избувна во Кумановскиот суд е поради тоа што власта се подготвувала да замине и веројатно смета дека ќе успее да се сокрие криминалот. Индикативно е што сега и периодот претходно се случуваат пожари и поплави во јавни институции, каде што страдаат документи и архиви. Власта се подготвува да замине и веројатно смета дека ќе успее да се сокрие криминалот. Секој криминал, индиции за криминал, но и наводни несреќи и индиции за наводни несреќи, пожари и поплави, по смената на власта ќе бидат детално истражени. Одговорност ќе има. Инаку во 1 часот и 20 минути по полнок мирис на чатина изгорено почувствувал дежурниот судски полицаец кој повикал екипи на ЕВН како и пожарна и полиција. Пожарот за среќа не се проширил на останатите катови. Пожарникарите кршеле ментални решетки за да влезат во просториите од задната страна на објектот и да дојдат до жариштето. Противпожарната единица на Куманово бележи интервенција во текот на ноќта на опожарени простории на зградата на Основниот суд Куманово во 1 часот и 35 минути. Опожарен е подрумскиот дел на зградата каде се наоѓа архивата на судот. Единицата во текот на ноќта делуваше со 2 камиони и 7 пожарникари. Во зградата на Основниот суд Куманово се наоѓа и јавното обвинителство и народниот правобранител. Вработените утрово добиле пораки да не доаѓаат на работа бидејќи нема услови. Ова не е прв пожар во правосудна институција во земјава. Пред неколку години пожар изби во Министерството за правда, каде што се чуваа документи за екстрадиции, а поплава се случи и во згаснатото СЈО.